Како преживеа на земјотресот од 1963 година, може ли да ни го споделите вашето искуство и да ни кажете што се случуваше во периодот после земјотресот? Па вака, јас тогаш имав 11 години и многу добро се сеќавам и тие сеќавања нема да ми се избришат до крајот на мојот живот. Значи, јас живеев негде до кафана Идадија и до бивша учителска школа, каде што сега се наоѓа општината Центар. Зградата беше приземја и два спрата и од оние класични несигурни објекти за земјотрес, значи со масивни носички зидови, имаше и надградба што не е добро, понатака кога се санираше повторно објектот, беше тргната надградбата. Инаку, за време на земјотресот, објектот беше тешко оштетен и се направи добра санација, така да и сега се живее во него. Што се случи? Прво, а и од анкетата која е направена, која што е во тек сега за однесување на граѓаните за време на земјотрес, бидејќи јас кога го преживеав земјотресот како 11 годишен, не бев свесен дека е тоа земјотрес. И во прашањата кои што се за граѓаните кои што го преживеале Скопскиот земјотрес, има дали бевте свесни дека е тоа земјотрес или нешто друго. Негде околу 60-62% одговорија дека не биле свесни, што е малце и чудно и интересно како е можно, бидејќи овој регион секогаш бил сеизмички активен, како е можно да никој од нас воопште не се обрнувало внимание дека може да се случи земјотрес, иако претходно биле. И поради тоа дури и ниеден објект пред земјотресот не беше проектиран на сеизмика. Беше страшно, имаше страшна бучава, мене ме разбуди, јас исто мислев дека некоја бетонска плоча пукнала, бидејќи се надградуваше, татко ми ме зема на рука, истрчавме сите, не фрлаше од еден зид на друг таа инерција. Оној 5,1 2006 во Скопје, што беше не е ништо поднос на овој земјотрес, истрчавме надвор, бевме кај кругчето тука околу кафаната Идадија, на сигурно место, и мојот покојен татко направи грешка, бидејќи беше по пижами и, да речеме, конзервативен човек. Јас вика, морам да идам да ставам пантолони. После 2 до 3 минути се случи скоро јачината идентична на овој со магнитуда 6,1, тој и граѓаните го кажава, и кога среќа што објектот не падна, кога се врати, рече, ја мислев дека нема да излезам. Така да и тоа е уште едно упозорение, али тогаш ние не знаевме дека бргу може да дојат автошокори и сите тие работи, дека граѓаните никако не треба да се враќаат бргу, ако би се случил некој многу појак земјотрес. И нешто карактеристично друго што би сакал да кажам е тоа што беа многу добро организирани, кој тоа го организираше, не знам, ние бевме деца. Значи, беа многу добро организирани, негде после пола сат дојде некоја екипа, бидејќи татко ми беше проектант на централата Маврово и Експерт забрани да го однесат на браната матка, да се види да не е нешто оштетена, да не дојде до нова каскадна катастрофа. Се врати татко ми да изјава, предпоставам дека и други инженери биле тога со него, знаат дека нема никаква опасност и организираноста се виде дека е на многу големо ниво. Дури во прашалникот што го поставувам јас и што е на Facebook страната на Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени, има едно прашање: што мислите, дали сега организацијски би се снашле подобро Македонија денеска, или во 63-та, 60% или не знам точно проценти одговорија дека не смета дека така добро ќе биде организирано за земјотресот како што било 63-та. Навистина беше прекрасно. Шатори многу брзо се намонтира, добро помошта беше многу голема од цел свет.
се формира цел град тука, пошто живеев до паркот, цел град се формираше со шатори во градскиот парк. Учителска школа беше многу убав објект, ние таму како деца игравме, беше доста оштетен. Не се разбиравме, идевме, дури испукана така, после едно 5-6 месеци во објектот, се сруши, нели, со оправданост, иначе голем захват беше да се тој објект санира. Слично беше и со театарот, иако мисля дека театарот, оној старо-новиот театар што го велиме, го срушија, инако јас сум главен проектант на новиот овој театар, го срушија, има оштетувања, можам и да ви пратам слики, имаше големи оштетувања. Сите објекти што се решија да не се санираат, беа навистина многу срушени. Голем дел граѓаните изразуваат, половина останале по шатори, негде половина отишле во Македонија и биле презедени многу деца широм Југославија за после земјотресот. Организацијата беше голема, нормално се сеќавам добро, тогаш и политички беше интересно да се сретнат и американската војска и руската војска. Сега не се сретнале само, не да Боже, ако се сретнат може да биде сега многу опасно. Значи, дојде руската војска со тешка механизација, дојде и американската војска, тоа памтам. Јас бев привремено, моите останаа у парк во шатори, јас бев во Гостивар привремено, второ полугодие се врати, веќе имаше некоја школи, помош од американската вајда беше војска и се беше организирано и имавме бесплатно јадење како деца во школото ни дада, дури имаше некој помош, многу помош. Еве, ако може да се спомне, сите овие што се постари знаат дека најинтересно имаше некои пакетчиња што ги праќа американците, но најубави пакети прати овие мексиканците, тој Лопес Матеос, уште го пратам, нивни председател испрати така некој фармек и не знам што, и ние како деца многу се радувавме на тоа. Тоа после се пристапи кон, пошто сите овие објекти беа обележено, се формира екипи, експерти, инженери, колку е ризично да се иде во објектите, и се обележуваа со зелено, каде што можете одма да се уселите во објектот, 2 жути дека треба некоја санација или жолта боја и црвена боја за рушење. И се пристапи кон санација, доста смели санации се направива и пополека објектите, некои за 1 до 2 години, комплетно се санирија и се пополека луѓето се враќа, почна животот да тече најнормално. Знаете и сами, се направија прекрасни овие насадби сите од пржино, све тоа после земјотрес, капиштите, сите згради, бараки убави. За жал сега пополека тие стануваат големи објекти со минимум 3 спрата и повеќе, што можеби не е добро. Објектите не се лоши за сизмика, не викам, одлични се, но урбанистички пополека Скопје станува хаос, тука дилема нема. И по моје мислење, треба идните урбанисти да се ориентираат, да не се набиваме према водно, него некако да идеме према Скопска Црна Гора и малку ли повеќе, пополека воопшто да се забрани изградува во Скопје, во самиот центар, бидејќи готово се огушивме, нема друго чаре. Вие бевте исто така долгогодишен директор на ИЗИС. Можете ли да ни кажете дали во Скопје се почитуваат стандардите за сеизмичка градба? Да, тоа сакам да потенцирам, значи многу голем дел од граѓаните, а уште повеќе, не уште повеќе, него и голем дел од новинарите не се информирани. Значи, прво,
пред земјотресот немаше сеизмички прописи, него беа за обична градба. 64-та се донесува првите прописи и почнаа да се применуваат, но нормално и послаби материјали беа и арматурата беше малце подруг тип и сите тие работи. Значи, генерално, секогаш после земјотрес се земаат сеизмичките сили во предвид. Но, може би граѓаните се плашат кога станува на нагла урбанизација, што викаат урбана мафија, и стварно има и таква. И од анкетата што ја видов, значи најмалку веруваат на градбите помеѓу 90-те и 2000-та, но ја сметам дека и тие не се лоши, дека дури се подобри од овие до 80-та, но од 2014 година, значи во Законот за градба е воведен еден член, така наречен член 4А, каде што секој проект, секој објект што се гради во Македонија треба да помине низ научна институција специализирана за сеизмичка отпорност на градбите. Едно од тие сме и ние како институт и практично главните средства на некој начин ги за да можеме, бидејќи донации за жал на вакви институти, ова е еден вид приватен институт, да кажеме, нема донации и ова е нашиот приход на некој начин, за да можеме да се бавиме со наука. Сите овие што ги правевме, да кажеме, истражувања со анкети и за Скопскиот земјотрес и за ова како да се однесуваме, направивме и за Црногорскиот, направивме и за земјотресот во Загреб, анкети направивме и за земјотресот во Босна и малце се оддалечив од прашањето. Значи, од 2014 година, секој објект што е помал од 300 квадрати, мора да се контролира проектот во научна институција како што сме ние, а за поголеми од 300 квадрати објекти, покрај тоа што се контролира проектот, се контролира 2 пати на терен, само конструкцијата нас не интересира. И граѓаните треба да знаат дека после 2014 година едно од најригорозните контроли во Европа се прави во Македонија. Тоа е дефинитивно го тврдам и тоа е баш така. Кои се и дали има ризици од поголема сеизмичка активност во регионот на Скопје? Стално се каже и веќе и вие знаете дека многу тешко се предвидуваат, особено во краток период кога би се случиле земјотреси. Повратниот период на скопските земјотреси е негде измеѓу 300 до 500 години, но тоа не значи дека за 500 години ќе се случи, него по таа теорија на веројатност може дури и утре да се случи, но веројатноста е многу мала. Но тоа не значи дека ние не треба да градиме сигурно. Значи, 2 параметра постојат за да бидеме сигурно, да бидеме супер организирани по однос на намалување на жртви и сето тоа. Едно е сигурна градба и да знаете дека утре ќе се случи. Ако немате сигурна градба, ќе се сруши пола Скопје и не вреди ништо. Значи, прво е сигурната градба и припременоста, што треба да правиме за време на земјотрес. По однос на сеизмичноста, Скопскиот регион, спрема статистиката и раседите кои што ги има Скопскиот регион, не би требало да има поголема сеизмичност од оној што беше 63-та, значи максимум негде 6,5 може би се случила магнитуда во иднина, но не би требало во многу брз период да се случи таков земјотрес. Дури и оној од 5,4 што беше 2016 се случува еднаш во 50 до 100 години. Но ние повторно не треба да се релаксираме и да мислиме, нема ние што се секираме, ќе тераме до 400 години до другиот земјотрес. Не, може секој момент, но веројатноста е многу мала.
Може ли да ни кажете како напредува науката во рано детектирање на земјотреси? Многу тешко, практично не постои. И скоро да науката и не се занимава веќе со рано детектирање за земјотреси, од неколку причини. Негде 60-тите, инаку ја ги познав сите овие светски имења, веќе голем дел од нив не се живи. Негде 60-тите години, така 60, баш од прилика околу Скопскиот земјотрес, постоеше голем ентузијазам, дека ќе се најде начин да се знае кога ќе се случи земјотресот. Тоа беше ентузијазмот и за американците, и за јапанците, и русите, и кинезите, но после тоа тој ентузијазам спласна и американците и Европа се откажа од предвидување, иако има и сега ресерч, но остана Советскиот сојуз во тоа време и Кина, пошто они така ги тера работите дека они се грижат за народот, дека ќе предвидат. Особено Кина со тоа се занимаваше и сега мора да се потенцира дека постои единствено предвидување. Постои единствено земјотрес во светот каде што е кажано дека ќе се случи. Тоа е во Кина, 1975 година. Нема многу податоци за тој, иначе земјотресот е многу јак. Зашто градоначалникот евакуирал 2 милионски град еден ден пред да се случи земјотресот со магнитуда 7,5 ги евакуирал и практично спасил милиони, да нема можеби стотици илјади жртви, но од многу мали информации се кажува дека претходно имало голем број на силни форшокови. Форшокови се оние кои што се покажало дека тие биле форшокови, каде што направиле оштетувања на објектите и он решил да ги евакуира и следниот ден се јави тој со огромна магнитуда, каде што, да речеме, пола град е срушен. Но тоа не се смета дека не е било со предвидување, бидејќи 1976 година во друг град никако не, без никакво предвидување, негде околу 250.000 жртви, иста магнитуда, иста големина и практично се покажало дека не може да се предвидува. Интересно е и друго нешто, во Калифорнија, таму има еден голем расет, се вика Северна Сент Андреус Фолд, расет Свети Андрија, кој е долг 1200 километра и на еден дел од раседот, близу Паркфилд се вика тој дел, регуларно се случува на 30 години земјотреси се случуваат скоро регуларно. И негде, мисля, чини до 1999 година, американците поставија огромен број на инструменти, на разни сензори, очекува дека според тие секвенции, дека треба за 1 до 2 години да се појави земјотресот и го мониторира да видат да има испуштање на некои гасови, подигнување на нивото на водите и сите тие работи. И земјотресот, кој секоја што е чуден, уместо за 2-3 години се случи, ама 10 години покасно. Така да практично не може никако да се предвидат земјотресите и тука науката веќе и не се работи, но не е толку посветена. Највеќе се работи, а ние како градежни инженери и како специјалисти во земјотресно инженерство, ние, значи, веќе можеме да проектираме сигурна сизмичка зграда под услов, проектот е добро направен и да се спроведува како што е спрема проектите. Затоа и надзорот е многу важен и проектот е многу важен. И ние можеме да гарантираме дека тој објект е сигурен. Инаку во филозофијата на проектирањето
треба граѓаните да знаат за некои земјотреси кои евентуално би се јавиле во период од 2500 години, не се проектираат зградите да не бидат оштетени, дури да се проектира да биде и конструкцијата оштетена, но не сме објектот да паде, односно да има превенција од жртви. Зашто тоа се прави? Затоа што не е економично за некој земјотрес, бидејќи во период од повратен период 2500 години, сигурно тој објект нема да се користи и не треба толку економски да се прават. Иначе ние можеме да проектираме објект, но ќе биде многу скап. За земјотреси од 10.000 години, нека ќе биде сигурен.